Ова е редовниот термин за вестите на Канал 8. Улиците и јавните површини да се мијат со цистерна 5 пати неделно, наместо досегашните 2 пати месечно. Такви се дел од измените што се предлагаат во програмата за јавна чистота на општина Кочани, а што ќе се најдат на разгледување и на седницата на Советот, што е закажана за вчетврток. Општина Кочани изготви измени во програмата за јавна чистота, а кои се однесуваат на миењето со вода на јавните површини, како и на расчистувањето на дивите депонии. Со предложениот текст, што ќе се најде на разгледување пред членовите на Советот, се зголемува интензитетот на миење на улиците и другите јавни површини со цистерна во текот на летниот период, односно од 1 јуни до 30 септември. Наместо досегашното миење 2 пати месечно со цистерна со предни млазници, се предлага миењето да се извршува 5 пати неделно, и тоа на улици за кои е изготвена и табела со распоред. Улиците главно се наоѓаат во централното градско подрачје, каде во текот на попладневните летни вечерни часови има и најголема фреквенција на граѓаните. Освен интензитетот со кој ќе се врши миењето на улиците, се зголемува и површината, односно, наместо досегашните 216.000 метри квадратни, ќе се покријат 1.512.000 метри квадратни, при што по потреба ќе бидат опфатени и паркиралиштата. Според пресметката, вкупниот износ што ќе се фактурира за извршување на оваа услуга за 4-месечниот период изнесува 710.000 денари. Со споменатите предлог измени во програмата за јавна чистота, драстично се зголемува и бројот на работни часови за расчистување на дивите депонии. Досегашните по 8 работни часа за градежната машина и за камионот со кој се превезува отпадот, во иднина треба да прераснат во вкупно 200 работни часа со комбинирана градежна машина и 200 работни часа со камион кипер. При тоа, сумата за реализација на овие активности е планирана на околу 780.000 денари, што е за 160.000 денари повеќе во однос на претходниот период. Предлог и измените во програмата за јавна чистота ќе се најдат пред советниците на 27-та редовна седница на Советот, што е закажана за вчетврток. По нивното усвојување, тие ќе можат да се применуваат уште ова лето. Во општина Зрновци се реализираше реконструкција на регионалниот пат меѓу селата Видовиште и Мородвис. Се работи за прва фаза од градежните работи, со кои освен нов асфалтен слој, извршено е и проширување на коловозот. Во текот на изминатата недела во општина Зрновци се реализираше првата фаза од реконструкцијата на регионалниот патен правец кон соседната општина Чешиново Облешево. За градежните работи се обезбедија средства од државниот буџет. Механизација и работници на јавното предпријатие Македонија пат беа ангажирани на преасфалтирање и проширување на коловозот меѓу селата Видовиште и Мородвис. Должината на која се работеше е околу 2 км, а широчината на коловозот околу 4,5 метри. Овој патен правец е асфалтиран со широчина од 4,2 метри. Меѓутоа очекувам дека во најскоро време ќе започнеме и со асфалтирање на патниот правец Мородвис Зрновци. Овде бараме да биде широчината 5 метри, бидејќи на овој патен правец навистина има голема фреквенција. Овде се наоѓа и зоната за мало стопанство, се наоѓа фарма за производство на јајца. Вистина има една голема раздвижност, затоа бараме и да биде ширината 5 метри. Оваа делница е реконструирана со средства од јавното предпријатие за државни патишта. Исто така јас очекувам дека ќе влеземе во нивната програма и за 2020 година, каде што ќе го завршиме целосно овој пат. Локалната самоуправа на Зрновци презема обврска со своји средства да ги дореди банкините како и да обезбеди паркинг простор во Мородвис. Освен тоа, ќе реализира и дополнително хортикултурно уредување покрај коловозот. Регионалниот патен правец од Зрновци до Видовиште е со вкупна должина од 4,5 км. Изграден е пред околу 4 децении, а досега немаше никакви градежни интервенции. До крајот на овој месец ќе почне распределбата на зелената нафта за земјоделците. Од платежната агенција информираа дека е избрана фирма добавувач на нафтата. Земјоделците ќе добијат посебни картички со кои ќе можат да го набавуваат горивото за својата механизација.
Земјоделците од државата до крајот на овој месец ќе почнат да добиваат финансиско олеснување при набавката на гориво за земјоделската механизација, позната како мерка зелена нафта. Според директорот на платежната агенција Никола Бабовски, постапката е во завршна фаза и на тендер е избрана компанија преку која ќе се набавува зелената нафта. Со оваа мерка државата треба да им помогне на земјоделците при набавката на гориво со тоа што ќе покрива 30% од нивните трошоци. За оваа намена годинава од буџетот ќе бидат потрошени 200 милиони денари, односно околу 3 милиони и 300 илјади евра. Крајна фаза е моделирањето, начинот на кој таа зелена нафта ќе стигне и буквално ќе биде достапна секаде во најблиските бензински помпи на земјоделците, за да го намалиме трошокот, а да има ефект од оваа мерка. Според директорот Бабовски, до крајот на овој месец земјоделците ќе ги добијат првите картички за користење на зелената нафта. Со мерката ќе бидат опфатени 55.000 земјоделски стопанства, а во согласност со изработената методологија, висината на поддршката е утврдена според големината на површините и типот на земјоделската култура што се произведува. Компанијата која го доби тендерот има рок од 60 дена да ги изработи сите платежни картички што ќе бидат персонализирани. Земјоделците ќе можат да купуваат исклучиво еуродизел гориво за земјоделска механизација, со што ќе се избегнат какви било злоупотреби. Картичките за зелената нафта ќе им се доставуваат на земјоделците преку подрачните единици на Министерството за земјоделство. Нова можност за развој на почетен бизнис проект имаат младите од источниот регион кои сакаат да работат во туристичка и екопромоција. Швајцарската агенција за развој и соработка обезбедува подршка за започнување на проектот, а веќе е објавен и повик за пријавување на заинтересираните кандидати. Центарот за развој на Источниот плански регион објави јавен повик за младите невработени лица со постојана адреса на живење во општините во Источниот плански регион кои имаат препремнички дух и визија за започнување собствен бизнис. Целта на јавниот повик е да се зајакне соработката со приватниот сектор преку поддршка на стартап бизнис идеи поврзани со развојот на екотуризмот и промоција на регионот како туристичка дестинација. Повикот е во согласност со стратегијата за развој на туризмот во Источниот плански регион со акциониот план од 2016 до 2025 година. Постапката за избор на бизнис идеи ќе се одвива во фази. При тоа, во првата фаза, заинтересираните апликанти електронски треба да ги достават концептите за своите бизнис идеи со краток опис на идејата, локацијата каде истата ќе се реализира, како и потенцијалните корисници на услугата или производот што се предлага. За најдобрите бизнис идеи ќе се овозможи техничка поддршка, односно обука за подготовка на бизнис план и водење на бизнисот. Селектираните апликанти заедно со експерти ќе разработуваат бизнис план и детален опис на бизнис идејата. Во втората фаза на селекција ќе бидат избрани 15 бизнис планови кои ќе добијат финансиска поддршка за реализација. За да бидат соодветни за финансирање, предложените бизнис идеи мора да се реализираат на територијата на Источниот плански регион. Јавниот повик за пријавување трае до 30 август, до кога сите заинтересирани апликанти треба да ги поднесат своите бизнис концепти до Центарот за развој на Источниот плански регион. Реализацијата на бизнис идеите во рамки на овој јавен повик е поддржана од Програмата за зачувување на природата во Македонија, фаза 2, што е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Продолжуваат културните случувања во рамки на манифестацијата Петровденски конаци во Кочани. Во понеделникот вечерта беше отворена етно изложба, а се одржа и фолклорен концерт со ансамбли од државата и странство. Содржините од овогодишните Петровденски конаци продолжија и во понеделникот вечерта со два културни настани што се случија во Центарот за култура Бели Мугри. Во фоето на Центарот беше отворена етно изложба на која се поставени повеќе ракотворби, а потоа на летната сцена настапија и фолклорни ансамбли во рамки на фолклорното надигрување. На фолклорниот концерт настап имаа ансамбли од нашата држава, како и од соседна Србија. Петровденските конаци овозможија навраќање кон духовното и материјалното културно наследство со етно изложбата и со фолклорниот ансамбл.
Публиката ги поздрави со аплаузи на стапите, но и освоените награди на ансамблот Мугли на фестивалот Пеце Атанасовски, како и на Драги Атанасов за неговото долгогодишно негување на изворниот македонски фолклор и на гајдаджијата Санде Николов, кој е носител на најзначајната награда, гајдата на Пеце. Дел од програмата на Петровденските конаци годинава е и театарската представа Влези не се соблакај со Весна Петрушевска, со која актерката одбележува 25 години од својата кариера. За среда навечер е најавена промоција на книгата Храм на Вендида, Виничко кале том 1 од авторот Сашко Темелков, како и концерт со модерни танци и детскиот фестивал Музички бранови. И во Виница започнаа културните настани во пресрет на одбележувањето на празникот Павловден. На стартот имаше промоција на 2 филма, а за среда е најавена изложба и музички концерт. Со проекцијата на филмот Господ постои, името ѝ е Петрунија, во понеделникот вечерта во Виница започнаа содржините од овогодишната културна програма за одбележување на големиот празник Павловден. На отворената сцена пред Домот на културата Тоша Арсов беше прикажан филмот на режисерката Теона Стругар-Митевска. Виничката публика уживаше во приказната инспирирана од настанот што се случи на Водици во 2014 година, кога Борислава Васкова го фати крстот фрлен во реката Брегалница во Штипско Ново село, за потоа да и биде одземен. Дел од програмата за одбележување на Павловден во Виница е и проекцијата на анимираниот филм за деца Карира Нинджа, филм кој е добитник на наградата Роберт од Данската филмска академија за најдобар филм за деца и млади, како и наградата за најдобро адаптирано сценарио. Програмата за Павловден ќе продолжи со изложбата Виница низ фотографии, што ќе биде отворена в среда во 11 часот во музеот Теракота. Истиот ден вечерта настап на плоштад во Виница ќе има групата Филч, која ќе го промовира својот нов албум Underdog. Настаните за овогодишното одбележување на Павловден ќе се одвиваат до сабота со духовни и други културни содржини. Финансиската конструкција за реализацијата на празничната програма изнесува околу 350.000 денари, издвоени од буџетот на општина Виница. Во овие вести и минути за спортот, односно за планинарството. Членовите на планинарскиот клуб Осогово се искачија на 4 врва на Пирин планина во соседна Бугарија. Со тоа и годинава ги продолжуваат планираните активности, откако минатата година беше успешно заокружена, за што добија поголем број признанија и награди. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани остварија уште еден планинарски потфат, при што поминаа 32 километри и се искачија на 4 врвови во соседна Бугарија, и сето тоа само во еден ден. Акцијата започна со искачување на врвот Джангл на планината Пирин со височина од 2730 метри. Потоа следуваше искачување на Кралев двор на 2684 метри, па преку преминот Кралевсворска лева порта на 2608 метри, тие се искачија на врвот Момин двор на височина од 2725 метри. По освојувањето на четвртиот врв, планинарите од Кочани се спуштија кон планинарскиот дом Гоце Делчев, при што поминаа вкупна дистанца од над 30.000 метри. За следниот период, планинарскиот спортски клуб Осогово планира да организира една обука за планинари од околината на Кочани, пошто ќе следува и најмесовниот спортски настан на истокот, традиционалниот Петровденски марш до Раткова скала. За втората половина на јули, како и во текот на август, планинарите од Кочани планираат редовни акции на планините Рила и Пирин во Бугарија, како и Олимп во соседна Грција.
Со информацијата за временската состојба ги завршуваме овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.